Министерството за внатрешни работи соопшти дека одделот за сузбивање на организирани и сериозен криминал до основното јавно обвинителство Скопје поднел кривична пријава против поранишниот министер за внатрешни работи од редовите на СДСМ Оливер Спасовски. Од МВР соопштуваат дека Спасовски додека ја извршувал функцијата министер за внатрешни работи, односно во текот на 2021 година, искористувајќи својата службена положба и овластување, овозможил на правен субјект технички преглед во општина Сарај да се стекне со противправна имотна корист во износ од 5.565.927 денари. Како што се посочува, Спасовски делото го сторил на начин што во законски предвидениот рок не донел решение за одземање на овластување за технички преглед врз основа на предлог доставен од надлежна организацијска единица за граѓански работи. Иако знаел дека рокот за донесување решение за одземање на овластувањето е најдоцна до 15 дена од денот на доставување на предметот, не ја извршил својата службена должност согласно член 65 став 3 од Законот за возила и член 5 од Правилникот за начинот и постапката за донесување и одземање на решението за овластување на правното лице за технички преглед на возила и за категории на возила за кои се издава овластување за технички преглед, велат од Министерството за внатрешни работи. Изминативе 9 дена од месец декември регистрирани 6151 сообраќајен прекршок, лишени од слобода се 44 лица за безобзирно управување на возило, согласно член 297а од Кривичниот законник, информираат од Министерството за внатрешни работи. Именно во периодот од 1 до 9 декември, како резултат на редовните сообраќајни контроли што ги реализираат полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи на патиштата низ земјава. Од вкупно 6151 издаден платен налог, 1573 прекршоци се однесуваат на возачи кои не ја почитувале пропишаната брзина на движење. Лишени од слобода за безобзирно управување на возило се 44 лица, од кои 33 за возење под дејство на алкохол, 2 возачи за возење во забранет правец, 5 лица за возење со брзина поголема од дозволената, 4 лица за возење со брзина поголема од дозволената надвор од населено место. Според статистичкиот преглед од полициските активности, евидентирани се 1511 прекршоци за непрописно паркирање, 620 мерки се изречени за возачи кои управувале возило без возачка дозвола, 39 санкции за минување на црвено светло, 32 мерки за прекршоци што ги прават пешаците и 173 санкции за возење под дејство на алкохол. Санкционирани се и 349 учесници во сообраќајот, кои што не користеле сигурносен појас, како и 214 мерки за возачи поради користење мобилен телефон при возење. Согласно Законот за возила, 119 возила биле отстранети од сообраќај заради тоа што биле нерегистрирани, 62 заради техничка неисправност. Изречени се и соодветни мерки за 28 возачи на моторни возила поради затемнети стакла, односно непрописно вградени фолии. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредниот период. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваме сообраќајните правила и прописи, заеднички да придонесеме за побезбедни патишта, апелираат од МВР. Австралија им забранува на лицата под 16 години пристап до социјалните медиуми. Тие мрежи ќе се соочат со казни доколку не се придружуваат до мерките. 10 од најголемите платформи добија наредба да ги блокираат децата или да се соочат со казни до 49,5 милиони австралиски долари или 33 милиони американски долари, според новиот закон кој предизвика критики од големите технолошки компании и застапниците за слобода на говорот, но беше поздравен од родителите и застапниците на децата. Забраната внимателно ја следат и други земји кои разгледуваат слични мерки засновани на возраст, поради растечката загриженост за влијанието на социјалните медиуми врз здравието и безбедноста на децата. Австралија неодамна побара од платформите на социјалните медиуми, вклучувајќи ги Facebook, Instagram и TikTok, да ги отстранат корисниците под 16 години. Австралија има приближно 350.000 корисници на Instagram, 150.000 корисници на Facebook на возраст од 13 до 15 години, според владините податоци. Агенцијата на Обединетите нации за деца УНИЦЕФ соопшти дека бројот на неухранети деца во појасот Газа се уште е голем и покрај примирието.
Од октомврискиот прекин на огнот кој требаше да овозможи значително зголемување на хуманитарната помош. Илјадници деца беа примени на лекување од акутна неухранетост во појасот Газа, соопшти Агенцијата на Обединетите нации за деца. УНИЦЕФ потсетува дека во октомври, откако стапи во сила првата фаза од договорот за ставање крај на двегодишната војна меѓу Израел и Хамас, 9300 деца биле лекувани од тешка акутна неухранетост. Времето денеска сончево и релативно топло, со мала до умерена облачност. Во утринските часови на места ќе има зголемена облачност, која во текот на денот ќе се намали. Ќе дува слаб ветер од северен правец. Во Скопје предпладне во делови од котлината ќе има услови за појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и претежно тивко. До крајот на неделата земјава ќе биде под влијание на висок воздушен притисок кој ќе услови стабилно и релативно топло време. По одделни котлини во претпладневните и ноќните часови ќе има појава на магла.